Почитувани мои сограѓани, годината која што помина беше турбулентна, но сепак ги исполнивме вашите очекувања. Оваа година покажавме дека може поинаку и дека можеме да наметнеме ново темпо и нова динамика во исполнување на сето она кое што беше ветено во кампањата. Покажавме дека можело поинаку, без да се крадат парите на граѓаните и без да се ставаат под тепих проблемите. Заеднички со вас испишуваме нови стандарди во работењето и во креирањето на новиот буџет и проекти за идната година. Дадовме приоритет на граѓаните и на нивните проблеми. Преку отворениот повик за проектирање на буџет добивме одлични предлози, од кои што голем дел се вклучени во буџетот за оваа година. Оливер Стојановски побара решавање на проблемот со водоснабдување во Стаклара. Со огромно задоволство можам да соопштам дека овој проект е веќе дел од новиот буџет и оваа година ќе почне со реализација на ова барање. Жителите на Припор побараа асфалтирање на 7 улици и ова исто така ќе биде реализирано во наредната година. Оваа година ќе направиме и многу други проекти. Целосна реконструкција на мостот Киро Фетак во Драчево, реконструкција на патната инфраструктура во 11 октомври Бараки, реконструкција на улиците и во другите населени места, но и уште една нова, трета поред градинка во Кисела вода во Расадник, како и уште над 120 нови проекти за наредната година во нашата општина. Општина Кисела вода ќе оди напред. Не ги забораваме проблемите на народот и со сите сили се бориме да создадеме заедничка иднина. Покажуваме разлика и решаваме деценијски барања на нашите сограѓани. Промените се случуваат во Кисела вода и вие го забележувате тоа. Промените на дело. Кога баравме вашата доерба, ви ветив дека нема да бегаме од проблемите. Една година потоа ви велам дека заеднички ги решаваме проблемите. И покрај сите кочници и брани кои ги поставува владата, ние одиме напред и заеднички создаваме иднина. Изминатата година во општина Кисела вода се инвестира повеќе од 200 милиони денари. Оваа година следува офанзива во реализација на капиталните проекти во висина од 150 милиони денари. И конечно ќе започне да се гради нов мост на улица Киро Фетак во населба Драчево. Ќе се изградат многу други проекти, ќе се решат многу други проблеми. Има разлика. Ние на секоја обструкција одговараме со многу работа и секогаш заедно со народот, без подел, без омраза, со многу посветеност и желба за заедничка иднина. Промените на дело.